20 на поранешни вработени во агрокомбинатот Џумалија, кој веќе 4 години е во стечај, денеска мирно протестираа пред некогашната управна зграда на комбинатот во село Лозово. Бараат од стечајната маса да им се исплатат за останатите плати, а лозарите да им се исплатат парите за предаденото гројзе во 2011 година. Секој од вработените од лозарите има побарување од над 1000 евра, пари на кои се надеваат дека ќе ги добијат за да се раздолжат под дуќаните. 7 плати ни дужат и плюс, зависи кој како има. И 10 некој има 7 плати. И да видиме до кај е постапката. 4 години, а ништо ни динар не ни е дадено. И имам побарување 300.000 денара од кај нив. Значи за 2010 денар не сум взел. Гројза што сум дал во винарската виџа. Никако. 300.000 денара имам да земам. И што да правам сега јас? После 2-3 години морав да инвестирам вака што сум имал заштедено, за да можам да произведувам. Стечајната постапка за Џумалија е во тек. 700 доверители побаруваат да си наплатат околу 10 милиони евра од имотот на овој некогашен агрокомбинат. Поранешните вработени велат дека од своите плати ги граделе визбата, млинот, магазините, а сега едва и преживуваат со своите семејства. Имам 38 години стаж, немам никакви примања, ништо, едино со тутун што се занимавам. Така преживувам, ако може да ни помогнат условите, не ги спомнувам за пензија. Каков е животот овде во Лозово? Мислам, во Лозово потешко нема никаде. Кома? Поранешните работници бараат од ресорното министерство и владата да им ги слушне и реши проблемите. Во спротивно ќе преземат порадикални чекори. Сметаат дека вториот поголемин агрокомбинат во земјава е уништен кога се приватизираше и го презедоа браќата Даневски, за кој во судовите се водат неколку постапки за злоупотреба. Пред 3 години овие работници го слушнаа ветувањето од контраверзниот индиски бизнисмен Субрата Рој, кој требаше да им донесе 20.000 крави и да им ја изгради неголемата млекарница. Субрата Рој дојде изненадно и се изнасмеавме сите убавко, вицове си кажуваме и си отиде. На 4000 хектари земјиште во Овче поле веќе 5 година стои необработено. На него растат трња и троскот. Според пресметките на земјоделците, најмногу од ова земјиште изгубила државата за производство на житарици. Земјиштето е поделено на 4 целини. Пред 1 месец на 1000 хектари под концесија ги зеде Велешката Агрија. Останатите 3 целини повторно се дадени на оглас, кој е објавен пред неколку дена.